Од 2001 година САД и Европската унија пристапија за да ја помогнат на оваа земја да избегне нова балканска војна и да ја обезбеди иднината на младата република и да не пропадне по десетина години постоење. Во тоа време господинот Джеймс Пердју и Франсуа Леотар успешно го потпишаа договорот за ставање крај на конфликтот овде, во кој што се договори рамка за обезбедување на иднина на македонската демократија и посветување кон развојот и поинтегриран развој меѓу Република Македонија и Европската земјица. Тоа не е договор кој што се однесува или кој што носи придобивки само за една група или заедница, туку обезбедува развој на цврста мултиетничка демократија. И навистина со него се признава дека македонската стабилност и успехот почиваат на незината разновидност. Охридскиот рамковен договор не е совршен документ. Некои од неговите одредби се отворени за толкувања, па сепак, како што гледаме денеска во просторијава, постои консензус дека тој останува незаменлив и основен договор за Македонија. И преведувањето на пораките и на текстот на Охридскиот договор во секојдневието на Македонија представува предизвик и ќе остане за сите чинители. Некои области кои што ги спомена господинот Поповски се однесуваат на некаков успех на кој што се уште треба да се работи и за сите нив ќе биде потребна упорност и решеност. Договорот диктира владата и јавните институции да бидат подеднакво застапени во однос на етничкото ткиво на земјата. Во совршена земја тоа ќе се одрази во македонското општество, кое што е разновидно, мултикултурно, мултиетничко општество со исто таква работна сила. За да се надминат предизвиците на ваквите општества, македонските лидери мора да се посветат на подигање на најдобрите интереси на земјата врз наднивната партиска политика и јавната администрација и луѓето на оваа земја мора да бидат активни и вклучени во овој процес за да обезбедат поголема отвореност, вклученост и транспарентност во македонското општество и во македонските институции. И работењето на овој начин ќе и помогне на Македонија да стане способна да функционира како мултиетничка држава и да се адаптира кон новите социјални реалности. Македонија оствари голем напредок и без оглед на тоа дали некој се согласува дека секоја одредба е спроведена или не, и без оглед на некои мерки за имплементација, без оглед на тоа што некои се поуспешни, а некои не, сепак ова е многу голем успех. Јас, верувајте ми, представувам земја која што има ужасно наследство на робство и расизам. 50 години од немирите во Лос Анџелес се соочуваме со трагичните настани на Фергусон. 50 години поминувањето на овие настани, се уште ни е потребен закон за право на глас. Ова не се случува преку ноќ, па сепак САД значително напредува и непобитно напредува во овие 50 години и повторно постојат успеси и овде. Она што е суштинско во Охридскиот рамковен процес е тој да продолжи овој документ, да продолжи да ги инспирира лидерите и граѓаните да ги остварат вредностите кон кој што се стреми договорот. Толеранција, почитување на различноста и целосна вклученост. Денеска, кога се собираме, Македонија минува низ уште еден момент на криза, кој што е предизвикан од слабоста на демократските институции и на водите на злоупотреба на власта. Со политичките партии САД и Европската унија изработија една група договори на 2 јуни 2015 година за ослободување и овозможување на поголема независност и баланс во медиумите и да се врши проверка на администрацијата, се што се доведува до исправно постапување. Но повторно
Со кризата доаѓаат и можностите. Во 2001 година избегнавте потенцијално ужасна граѓанска војна. Еден вид конфликт кој што ќе ги разурне и соседните држави. Истото лидерство и напорот на тоа лидерство, политичката храброст се потребни и денес. Спроведувањето на овие договори, на овие неодамнешни договори е она што ќе турка Македонија напред кон посветла иднина како просперитетна, отпорна, мултиетничка демократија на патот кон целосна интеграција во НАТО и во Европската Унија. На вистина, тоа е она што ќе помогне и да се реализираат аспирациите кои што се зацртани во Охридскиот рамковен договор пред 14 години. И како и во 2001 година, САД со другите пријатели и партнери е подготвена да помогне како вистински пријател и поддржувач на оваа земја и на нејзиниот народ. Ви благодарам многу.